Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели, драги пријатели, ве потсетувам дека вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а во продолжение емисијата Студентски парламент. Денеска тука информираме за два настана кои се одржа на универзитетот, значи ќе има доста разговори, доста музика, па останете заедно со нас на 90,8 МГц. Рече ке ме сакаш, дур си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм од туги допири. Зошто не е така? Кажи ми, зошто не е така? Како јас, овој живот слика се во нас. Сакам да те викам, мојот сон. Сакам да те чувам цела ноќ. Никој како јас. Знаеш ли? Срце отвори, дојди ми ти. Душа мори во мој миг. Пушти прикази, ке помине се за ноќ или две. Никој не те сака тебе, како јас те сакам тебе. Никој не те сака тебе, како јас те сакам тебе. По завршувањето на пролетната серија работилници од проектот UKLO неформално учење, минатата недела студентите, учесници во проектот, добија пофалници за нивното активно ангажирање во серијата работилници и обуки. Пофалниците им ги врачи проректорката за студентски работи на UKLO, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска, која истакна дека проектот започна по барање на студентите кои учествуваа на Универзитетската студентска конференција, а во текот на неговото одржување се покажа дека целта се постигнала. Еве што рече таа меѓу другото.
Како го почнавме и како нели се развиваа понатаму вашите присуства, така добива впечаток дека сме одлучиле да спроведеме вистински проект, бидејќи кога имавме средба со работодавачите во рамки на отворениот ден, кога од нив побаравме да ни помогнат околу ваше наградување, стипендирање, поддршка, секој од работодавачите го поздрави овој проект, бидејќи станува збор за подобрување на вашите неки вештини и за она што вас во иднина ќе ви помогне во вашата вработливост и во вашата кариера. Токму заради тоа, не само што сме сигурни дека овој проект е вистински проект за вас, туку добивме потврда и од околината. Верувам дека тоа и вие го чувствувате и дека и вие ќе го потврдите и јас сум сигурна дека веќе чувствувате подобрување во дел од вашите вештини во зависност од она кој модул го слушавте и дека ќе присуствувате и понатаму на сите работилници кои што ќе бидат организирани. Подсетуваме дека во рамките на проектот Укло неформално учење, студентите имаа можност преку интерактивни работилници да го подобрат своето знаење, вештини и компетенции за нивните лични, општествени и професионални потреби. Им беа понудени 2 пакета обуки работилници. Првиот за поттикнување на креативност, иновативност и мотивирачко обкружување за учење и вториот за поттикнување на современи истражувачки и создавачки пристапи знаење. Еве ги мислењата на студентите за реализацијата на проектот Укло неформално учење. Моето име е професор Филип Божиновски. Јас присуствував на работилниците за MS Project и за SPSS. Јас сум во еден од ретките случаи кај што бев гостин поканет, не сум во универзитетот, доаѓам од средното општинско училиште гимназија Јосип Брз Тито Битола. Јас присуствував на 2 работилници. Првата која беше од професорката Јанушева одржана, не бе во можност, меѓутоа на останатите 2 бев и ми представуваше задоволство. Научив некои работи нови, но исто така она што го знаев го обновив, нели, повторив. Така што задоволна бев и се надевам дека виднина ќе имаме вакви слични настави. Јас бев на работилницата за представување на алатка, на софтверската алатка MS Project. Јас сум студент на втор циклус студии на Факултетот за информатички комуникации и технологии и бев поканета од професорката Наташа Табаковска, која што ја одржа самата работилница и можам да кажам дека навистина представува поттик и нешто од кое што можеме многу да научиме и мислам дека така треба да продолжат да има се повеќе вакви работилници. Јас сум Марија Стојановска, магистер по сообраќајно транспортно инженерство. Со оглед на можностите кои што ми се пружија и можноста, мислам, за да дојдам, јас присуствував само на една работилница и ми остави многу голем впечаток и многу ми е жалете што заради обврските не можев да присуствувам на другите. Таа беше каде што се прикажуваат техниките како да се справиме со стресот при јавни настапи и мислам ми остави голем впечаток и се надевам дека во наредните ќе можам да се приклучам што помасовно. Благодарам. Јас сум Јована Дуковска, прв циклус на студии, прва година во ФИК. Бев поканета од мојата професорка по изборниот предмет, Мимоза Богдановска Јовановска, за вештини при презентирање и како да се стигне до успешна презентација, како да се надмини стресот при презентирање и така. Многу сум задоволна, многу добри вештини научив и вистина мислам дека ќе ми се најдат за да се примам. Јас сум Даниел Буглев, учествував на како да се биде успешен презентер, од кој бев поканет од мојата професорка Мимоза Јовановска Богдановска и сум многу задоволен од презентацијата. Јас сум Дејан Петровски, доаѓам од Педагошкиот факултет, учествував на сите 5 работилници и научив ново нешто интересно и беше задоволен сум од се. Ви благодарам и баш има такви можности. Јас сум Кристијан Делов од Техничкиот факултет, студент на втора година електро. Учествував на презентациите што беа за склучување на договори за преговарање, како и за подобрување на вештините за говорење при јавен настап. Многу ми се допаднаа презентациите, научив нешто ново и се надевам дека и во иднина понатаму ќе има
вакви неформални работилници во склоп на неформално учење. Јас сум Антонио Атанасов, учествував на работилницата за изучување на алатката MS Project и уште една беше за анализа SPSS. И многу работи нови беа за мене и имавме и презентирање и беше интересно и сум задоволен и би посакал да сум бил и на повеќе такви работилници, ми беше чест и задоволство. Јас сум Кристијан Саламовски и студирам ветеринарна медицина. Јас присуствував на обуката од Сонја Тантарова, како се пишува статија, дека треба да биде кратко, дека треба да биде јасно и да го привлече вниманието. Беше навистина интересно, се случи на таква обука од новинар. Сите овие обуки се многу корисни за студентите и сигурен сум дека научам интересно нешто. Јас сум Ангела Ќасевска, студент на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Присуствував на првите две работилници за јавно говорење и персонално планирање. Ми се допаѓа овој проект и би учествувала и понатаму во следните работилници. Здраво, јас сум Горан Таневски, студент на Висшата медицинска школа. Учествував на две работилници. Во главно беа за подобрување на самодовербата, вештини при говорење, презентацијски вештини, за истражување исто и така имаше интересно што не очекував да научам. И задоволен сум прилично, научив некои работи што не очекував. Јас сум Емилија, студент на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии Битола. Јас учествував на предавањето за софтверските алатки MS Project и SPSS и ми беше имена и чест и задоволство и одлична можност за стекнување на ново знаење, вештини, запознавање со нови луѓе и дружење и се надевам дека виднина ќе продолжите со овој проект. Да, ви благодарам. Јас сум Кристијан Вењановски, член на Универзитетското студентско собрание. Гледав на што повеќе работилници да можам да учествувам, бидејќи стварно беа добри, но и повеќе учествував на некои со презентацијски вештини, јавно говорење и сега исто така бев на ораторски надпревар на државно ниво на кој освоив трето место, па можам да се пофалам дека тоа моје освоено место е поради овие обуки со кои се надохнадив. Благодарам многу, јас сум Мелиса Комина, студент на Високата медицинска школа како физиотерапевт и присуствував на едно неформално учење во врска со презентирање, јавно говорење и како да се избегне стресот при јавно говорење и исто сум многу благодарна затоа што имав чест да дознам некои техники кои ќе ми помогнат да се усовршам при јавно говорење. Јас сум Деја Кадри, доаѓам од гимназијата Јосип Брз Тито. Бев поканат од мојата професорка по изборен предмет програмски јазик и присуствувавме на презентацијата за алатката MS Project и SPPS, мислам се нарекуваше другата, и сигурна сум дека понатаму ќе ми користат тие во пишување на разни дипломски и се понатаму проекти. Јас сум Мартина Селјановска, доаѓам од Средното училиште Јосип Брз Тито. Тука присуствувавме поканети од професорката по изборен предмет Миријана и представуваше многу голема чест и прилика каде што можевме да се запознаеме со многу нови работи. Присуствував на работилницата поврзана со софтверската алатка MS Project, како и SPSS, алатката за анализа, и многу би сакала и понатаму да учествувам во многу нови работилници поврзани со ова неформално учење. Јас сум Мартина Каледжиевска, доаѓам од Средното гимназијско училиште Јосип Брз Тито и бев присутна на работилницата за MS Project и SPSS алатката. Во главно сум многу задоволна од овие неформални учења и многу се учи од ова. Јас сум Стефани Циуновска и можам да кажам дека ги дојдов скоро на сите работилници и искористив се што можеше да се искористи, што беше понудено за оваа година. Јас сум многу среќна, научив многу работи на вистина и
бев скоро на сите работилници, меѓутоа дури сакам да кажам една многу интересна работа, дојдов на една работилница од доменот на статистика, која што мислев дека ќе немам потреба, но на вистина научив многу нови работи, многу интересни работи кои што потоа ми затребаа при пишување на дипломскиот труд. Така да се стребиме кон тоа да го продлабочуваме нашето знаење на сите страни, не само во доменот во кој што ние сме избрале дека ќе учиме, меѓутоа да гледаме малку пошироко. Јас сум Марија Становска, асистент на педагошкиот факултет. Имав можност да присуствувам на трите работилници од професорката Виолета Јанишева, двете што беа тука и едната во рамките на факултетот. Задоволна сум многу, жал ми е што не можев да присуствувам и на останатите поради работните обврски, но сепак од овие што присуствував, мислам дека многу нови знаења се стекнуваат не само за работите што не ги знаеме, туку и за работите што веќе ги знаеме, само да ги потврдиме. Проректорката Буневска Талевска најави дека со почетокот на новата академска година ќе започнат и новите сесии работилници и обуки од проектот УКЛО неформално учење. Сакав да кажам, се да ти кажам јас, колку се лажам, дека те надминав и потешко дишам кога се немаме. Знај за секогаш ќе те сакам јас и кога светот ќе остане нем, за секогаш ќе те сакам јас. Ако разбереш, разбери се. Не сум рекла не, кога сме среќни, малку сме суетни и бараме уште, стануваме далечни и потешко дишам кога се немаме. Знај за секогаш ќе те сакам јас и кога светот ќе остане нем, јас за секогаш ќе те сакам, знам. Ако разбереш, разбери се. Не сум рекла не, не сум рекла не. Знај за секогаш ќе те сакам јас и кога светот ќе остане нем, јас за секогаш ќе те сакам, знам. Ако разбереш, разбери се. Не сум рекла не, не сум рекла не. Педагошкиот факултет од Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, минатата недела го промовира преводот на англиски јазик на романот Скршени крилја од авторката Милјана Павловска. Преводот беше проект на дел од студентите од трета година на насоката англиски јазик и книжевност при Педагошкиот факултет. Преведувачкиот тим, кој работеше под менторство на воредниот професор доктор Силвана Нешковска, го сочинува студентките Катерина Лазаревска, Дженет Рашити, Викторија Босилковска, Христијана Лексовска и Марија Јанковска.
На промоцијата присуствуваше и ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски, професор доктор Игор Неделковски, кој честитајќи им на сите кои беа вклучени во преводот на романот Скршени крилја, рече: Ова е слика на стремежот на нашиот универзитет. Не само настава во катедри, туку надвор од катедрите, соработка помеѓу професорите и студентите, надвор од формалните процеси, како што имаме денеска прилика да видиме, преку кои активности сигурно многу повеќе ќе научат нашите драги колешки кои што се вклучени во овој проект, а сигурно ние професорите ќе добиеме поголем елан за работа од нивната младешка енергија, полет, позитивна енергија. Студентите на овој преведувачки проект работеа во текот на зимскиот семестар од академската 2022-2023 година како дел од нивните испитни обврски по предметот англиски преводи на македонската книжевност. Разговаравме и со нив. Ке ни се представиш на почеток? Право, значи јас сум Христијана Алексовска. Книгата ја одбравме преку универзитетската библиотека, значи таму ни ја понудија. Условот беше да не биде претходно преведена. Од сите книги кои што ги разгледавме, оваа книга најголем впечаток ни остави. Кога почнавме да работиме на книгата, прво наидовме на неколку пречки, например превод за одредени зборови и термини на македонски, како би биле на англиски јазик. Но процесот течеше лесно, многу добра комуникација имавме со моите колешки и тоа е тоа. Како се викаш ти? Здраво, јас сум Викторија Боцилковска, исто така сум дел од преведувачкиот тим кој работевме на оваа книга. Јас би додала дека ова беше навистина убаво искуство, како прво преведувачко искуство за сите нас и мислам дека сите научивме премногу. Би сакала да се заблагодарам на нашата професорка и менторка Силвана Нешковска, која преведувањето беше во рамките на нејзин изборен предмет и навистина ни помогна низ целото ова искуство. 6 студентки на педагошкиот факултет, рековте сите заедно работевте на преводот, ке ни се представиш? Здраво, јас сум Ирина Мицевска, во однос на јазичниот стил и преводот на книгата. За наша олеснителна околност беше тоа што мал број на реченици не беа толку долги и покомплексни, а останатите се одликуваа со јасно, кратко и концизно пренесување на мислата на авторката. Со ова преведување ние стекнавме ново извонредно искуство и се надевам дека ќе ни ги отвори вратите кон нивни наши можности во иднина. Ке ни се представиш? Здраво, јас сум Марија Јанковска. Јас на сето ова само би додала дека кога ќе се сочиме со нешто ново е секогаш голем предизвик, но кога тимската работа тече лесно, се претвора предизвикот во авантура. Одлично кажано. Твоите колешки претходно кажа дека сите заедно нели работевте на книгата, деловите ги имавте поделено меѓу себе? Да, сите се поделивме подеднаков број страници да имаме за преведување и користевме Google Docs за секоја да се следи со секоја помеѓусебно да се поправаме во грешките и да се следиме до каде сме со работата. Сето тоа секако во корелација и под менторство на вашата професорка. Да, имавме постојана соработка со професорката. Ке ни се представиш? Да, Катерина Лазаревска. Искрено, како што кажа сите мои колешки, нашите вештини се токму покажани во ова дело. Нашите идеи, коментари, трудови се вложени баш точно на ова дело. Искрено кажано, може би требало да има повеќе вакви прилики за секој наши идни генерации, за да имаме прилог, кажано точно за овој настан денес. Ке ми се представиш? Да, јас сум Джени Трашидовска и како за крај би додала дека ако сте окружени со вредни луѓе и тие имаат добра тимска работа, секој се достигнува многу, а доказ за тоа е нашата преведена книга. Ова не е прв пат студенти на педагошкиот факултет во Битола да се зафатат со ваква работа, преведување на книга од македонски на англиски јазик, а целта е меѓу другото, освен што ќе се стекнете со можности, нели, со способност, да речеме, да преведувате и понатаму, делата кои што ќе ги преведувате да станат поблиски до читателската публика во светот. Се работи нели за дел од македонски автори. Па да, тоа е целта, да стигне до странски читатели и да имаат можност да запознаат со нашата култура и литература. Вие сте сите на насоката? Англиски јазик и книжевност. Се подготвувате да бидете професори по англиски јазик и книжевност кај учениците? Да, да.
Вашето искуство понатаму, освен како професори, веројатно ќе можете да го насочите и кон преведувачката дејност? Да, ќе може и кон преведувачка дејност. Сте размислувале за тоа како преведувачи да се најдете себе си понатаму? Да, особено кога веќе пробавме сега, ова го сметаме за еден почеток и мотивација да продолжиме и понатаму со поголеми успеси. Ова секако ќе значи и дополнителни поени, бодови при полагањето на вашиот испит кај професорката Нешковска. Првите оценки веќе ги имате? Па, се уште имаме допрва и за учење и за продолжување на тоа што ние како ученици, како студенти го правиме и го учиме, но за нас не е толку важно како го поминавме ова, дали за поен или за оценка. Битно е како пример да сме за сите наши идни студенти и колеги и секој што сака да се потруди да има ваква прилика, да може да има и да направи вакво дело исто како нас. Непрешев кога се започна со проектот, ви беше понудено од професорката Нешковска да се пријавите, да се вклучите, имаше и други пријавени или вие бевте единствените? Ние го имавме одбран овој предмет, професорката ни понуди да преведуваме дело, а ние го одбравме баш ова дело, бидејќи ни остави најголем впечаток. Сепак беше преголем предизвик за нас, дека прв пат се соочуваме со вакво нешто, но решивме да го прифатиме и да се тестираме на некој начин. Тест. Да. Тест превод. Што ќе им порачате на вашите колеги, сегашни, но и идни? Нели, тука сме веќе на крајот на една учебна година за средношколците, кои можеби размислуваат каде да продолжат понатаму со своето образование, што ќе им порачате? Јас би порачала да не се плашат од предизвиците и се што ќе им излези на нивниот пат, среќно и со отворени раце да го прифатат, поради тоа што некогаш од искуствата кои најмногу сме очекувале да бидат тешки, најмногу учиме во животот. Би го препорачале педагошкиот факултет Битола за идна дестинација, да речеме, на сегашните матуранти? Да, секако факултетот е многу добар и има многу добар кадар на професори, особено професорката Силвана Нешковска. Ако одберат англиски јазик и книжевност, би научиле многу. Што би им порачала на младите? Јас им препорачала на младите, освен да читаат книги, да се потрудат да превземат некој предизвик сличен на нашиот и да се потрудиме не само да ја промовираме странската литература кај нас, туку и нашата литература во странство. Ви благодарам на сите и се надевам дека ова нема да биде последниот проект на кој што заеднички ќе работите. Благодариме и ние. Сите мои слики што ги чувам, што ги редам и подредувам, само една не ми дава мира, од глава не излегува. Еден човек и една жена само, месец млад и блага светлина, еден за друг знаат што им треба и место нив ветрот зборува. Песно моја спеснуваш, во мене остави да се најдеме по тебе. Звезда моја блеснуваш, за мене се уште пише ме во тебе. Сите мои слики што ги чувам, сите мои сеќавања, тажни океани пловам по нив, да ме потонат у небо жар. Песно моја спеснуваш, во мене остави да се најдеме по тебе. Звезда моја блеснуваш, за мене се уште пише ме во тебе. Песно моја, звезда моја, желба моја, само моја, ти си сила каква нема, ти си сила што ме тера Божи глас да чујам, во себе што ме крена, вечна љубов ја запарам, вечна љубов со неја да најдам.
На промоцијата на преводот на англиски јазик на романот Скршени крилја присуствуваше и авторката на романот Милјана Павловска. Го искористивме незиното присуство да поразговараме со неа. Студентките од Педагошкиот факултет во Битола ја одбра книгата Скршени крилја од авторката Милјана Павловска да ја преведат од македонски на англиски јазик, па еве да поразговараме и со авторката. Како се чувствувавте и како ја прифативте идејата на студентите токму вашето дело да го преведат на англиски јазик? Мислам дека не можам да го опишам со зборови тоа чувство. Навистина, знаете како е кај нас, за да успееш во нешто треба да имаш врски, пријатели, пари. Јас од тоа немав ништо во случајов. Ми се јавува Дженет и ми пишува еден пристоен текст и вели ние група студентки под менторство на нашата професорка Силвана Нешковска го преведовме, вика, вашиот роман Скршени крилја, многу ни се бендисе и се одлучивме за него. Па јас верувам дека притисок ми се качи од возбуда, јас не можев да верувам дека е тоа можно. Да ти некој направи таков исчекор, да ти даде таква шанса да излезеш надвор, а без ти да вложиш никаков дополнителен труд, освен оној додека си го пишувал. Инаку тоа е мој прв роман, напишан во 2010 година, го почнав на 10 јануар, тоа ми е роден ден, и пишувам јас така на компјутер и сопругот ме прашува шо правиш ти, нешто куцаш таму, вика не знам, реков нешто пишувам и друг ден, трет ден, и јас му викам, дојдов некаде до 50 страна, викам пишувам романи, и он вика од каде знаеш ти да пишуваш роман? Не знам, викам така пишувам, така ми доаѓаат мисли и викам пишувам, што ќе испадне ќе видиме. И навистина, според она како романот се промовираше, како се продаде, првото издание во 500 примероци го издадов јас, приватно сама, во академски печат во Скопје, се продаде за многу кратко време. И потоа излезе вториот роман, кој го издадов, нема го веќе овдека, во Култура го издадов, и они, поучени од тоа дека овој се продаде за кратко време, понудија да го издадат они сега како на Култура уште еднаш. И се издаде пак во 500 примероци и продажбата течеше убаво. Го нема, еве сега случајно нашла во магазин девојката 2 примерока и го донела тука, ги донела, инаку го нема во продажба веќе подолго време. Овој го нема, овој го нема, тој до последен здив, вториот, на Зајди сонце, тоа е книга која ми е најголема по обем, таа е 400 страни, посветена на пензионери, пензионерски живот во домот за стари лица, еден приватен дом, пристоен, сакав така амбиент малку да биде по-топол, како да ви кажам, да бидат тие задоволни што се таму. И обично, кога некој ќе отиде у старски дом, како да отишол таму да умре. И не сакав таква атмосфера, ова е измислена, приказна. Една наша нашинка од странство се враќа и отвара на едно убаво место, надвор од градот, старски дом, со сите тие работи, и таму се случува се и се што. И на вистина 500 примероци се продадоа како алва. Меѓутоа, Култура западна во некоја финансиска криза поради пропаѓање на Евростарна банка и не можеше да го преиздаде повторно, како и овие други книги. Инаку издававме секоја година по 2, затоа што јас за 10 години напишав 18 романи. Еве, например, ова, повторно се сретнавме, една жена од Австралија е видела сликата и ја препознала од некој танцерски настап, овој пар го препознала и толку се одушевила и ми се јавува може ли она да дојде до роман, односно можам ли ја да дојдам до сите книги. Најде роднина овдека од Скопје и ги купи сите романи, освен овој, Трнливиот пат, тој не беше излезен и ги испратија во Австралија. Кажете ми, рековте 2010 година почнавте да пишувате. Претходно сте работеле, не сте работеле, не сте пишувале? Не.
Јас прв пат во 2006 година напишав една песна, Пат се вика. И со таа песна конкурирав на конкурс од Сдружение на писатели и просветни работници на Македонија. И добив прва награда. Прва песна, прва. Јас бев чудоневидена. Викам, Боже, можно ли е ово? А што сте по професија? Професор по филозофија и дипломиран педагог. Значи, вонредно во 93 година дипломирав педагогија и од 2000-та наместо професор станав училишен педагог. Така да ја фактички цел живот поминав со средношколска младина и многу од случаи, од животи на родители, на ученици, проблеми, работи, јас ги имам моментато во романите, така да се многу реални, многу вистинити, не е можеби мој, али е дел од твојот, од на другиот, и сите се пренаоѓаат, само ќе ми речат, леле, како да си пишувала за мене. А понуди за пишување безброј, викам, луѓе, да живеам уште 100 години, јас не би можела сето тоа да го напишам што вие ми го нудите, како ваша животна приказна, меѓутоа јас веќе се изморив. За 10 години, 18 романи, тоа е рекорд. Голема бројка. Нема никој, така ми велат, никој у Македонија нема број. Кажете ми, уште за крај, да ве прашам, уште работите нешто во моментот, нешто друго? Од минатата година го заврши последниот, тој треба да излезе, тој е 18-ти, се вика Горчливиот вкус на успехот, една преубава приказна, каде што се студираат приватниот живот и кариерата. Оти многу често тие се во расчекор. Потикната бев од една документарна програма на телевизија и потоа тоа кај мене побуди интерес да ја од тоа се одговорам приказна и е на вистина една прекрасна приказна. Кога можеме да ја очекуваме? Може до крај на годината, ако не до година сигурно ќе биде. Јас ви благодарам за разговорот, ви посакувам уште многу романи, иако велите дека сте се истрошиле, но кај авторот никогаш не доцна да пишува и никогаш не престануваат идеи. Точно така, идеи има и сега, но ги бркам, не им дозволувам да се развијат. Не можам веќе. Со видот, суви очи, со капки, кичмата, седење на стол толку време, сепак 73-та година терам, така да ги признавам своите физички веќе ограничувања, не се умствени се уште во прашање, умот ми функционира добро, мислат, а ја носам во глава, јас немам за ниту една книга, еден збор напишана подготовка. Јас седнувам и пишувам. Нема ниту преправки, ниту додавки, ниту ништо. Како тече приказната, така си завршува. Ви посакувам добро здравје во секој случај. Благодарам многу за ова интервју. Нова бура во себе, море од емоции, долго лутам, а близу е брегот на сите вистини. Не знам дали е привид или јаве, гледам дел од твојот лик, силни чувства ме водат кон твоите преградки. Дел од себе, како сенка те следи, те слуша, не забирам. Дел од себе, уште спие под лажни сонца без покривка. Дел од тебе, бара знак, бара душава да исцрта пат. Па до тебе, па до вечноста. Мирни утра крај тебе, ноки под звезди поминати, срцето нека ме води, нека одмори. Нема тајни под ова небо,
Сосема за крај да кажеме дека со овој проект се продолжува праксата која што започна претходната академска година, а која што предвидува студентите од насоката англиски јазик и книжевност да преведуваат на англиски литературни дела напишани на македонски јазик кои досега не биле преведувани. Со тоа студентите даваат свој придонес во доближувањето на македонската книжевност до странската читателска публика. Со ова го завршуваме денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а и уреди водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова Груеска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Ко заинат пред мене ке се појави заинат, само да те видам. А мислев имаш некој друг и ме заборави, ти сама се уште си била. Признавам, ниту ден не заборавив на нас. Признавам, покрај се ми беше ти во мисливе. Признавам, немав не сила да те побарам. Со тебе и без тебе тешко е. Слободно продолжи по патот кој те води, не стои пред мене, оди си. Слободно продолжи и немој да ми збориш, ќе глумам дека не се појави. Оди, оди, оди си, оди, оди, оди си, оди, оди, оди си. Твојот поглед тивко пак ме убива, твојот поглед се ми кажува. А мислев имаш некој друг и ме заборави, ти сама се уште си била. Признавам, ниту ден не заборавив на нас. Признавам, покрај се ми беше ти во мисливе. Признавам, немав не сила да те побарам. Со тебе и без тебе тешко е. Слободно продолжи по патот кој те води, не стои пред мене, оди си. Слободно продолжи и немој да ми збориш, ќе глумам дека не се појави. Слободно продолжи по патот кој те води, не стои пред мене, оди си. Слободно продолжи и немој да ми збориш, ќе глумам дека не се појави. Оди, оди, оди си, оди, оди, оди си, ќе глумам дека не се појави. Оди, оди, оди си, оди, оди, оди си, ќе глумам дека не се појави. Укло ФМ Битола, мај 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло ФМ Битола. Студирај квалитетно на Укло. И слушај Укло ФМ Битола 90,8 МГц.